Се надевам дека оно што вечера ќе го зборуваме е битно, е важно за секого од нас. Дотвориме во Матеј 24 глава. И веднаш, штом се каже Матеј 24 глава, се знае дека е битно, е важно, тоа се настаните од последното време. 24 глава, Матеј 3 стих, вели: кога седеше пак на Маслиновата гора, Исус, значи, неговите ученици дојдоа при него насамо и му рекоа: кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и свршетокот на векот? Кога ќе дојде крајот на светот? Многу познато прашање, што се некако, како повеќе се умножуваат последните настани, се повеќе и повеќе луѓе си го поставуваат. И Исус одговори и ми рече: гледајте да не ве заблуди некој, да не ви излаже некој, да не измами некој. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе заблудат мнозина. А ќе чуеме за војни и гласови за војни, пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Но сето тоа е само почеток на страдањата. И мислам дека ако погледнеме од 1. јануари навака, значи во оваа нова 2020 година, не знам дали има нешто неисполнето од ова. Не е битно во колкава мера, знаеме дека се повеќе и повеќе ќе се интензивираат ваквите настани, и земјотреси, и помори, еве како што сме сведоци на овој вирус, иако помор е многу онака крупен збор, но сепак тоа е тоа што се случува. Народ против народ, вели. Ке се дигне. Гласови за војни, па тоа секој ден го слуша. Секој ше присутно. Но, често пати сме зборувале за овие стихови. Ја би сакал да го обрнам вниманието на следните неколку стиха од 9 стих, кои што работи можеби не толку се зборуваат како знаци за последното време, а видите што велат овие стихови. Чи Матеј 24, од 9 до 14 ке читам. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат, и сите народи ќе ве замрзнат заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат. И едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот. И ќе се јават многу лажни пророци и ќе заблудат мнозина. И заради многу беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина. А кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Кој ќе издржи, што ќе издржи? Сето ова. Прогонства. Гледаме овде прогон. Омраза. Соблазни. Или, ќе зборуваме конкретно повеќе на тоа, подоцна. Кој сето тоа ќе го издржи, ќе биде спасен. Затоа Откровение 14.12 вели, тука е трпението. Кој ќе претрпи до крај. И ова Евангелие за Царството и сега, во контекстот на сето ова вели, ова Евангелие на Царството ќе биде проповедано по целиот свет. Во вакви едни услови, Евангелието треба да продолжи да се проповеда. Тоа е радосната вест, тоа е решението за сите проблеми на овој свет. Во вакви едни услови. Тоа не треба да застане. За сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Дури тогаш ќе дојде свршетокот. Значи, не сакам сега за пророштво да се бавам, меѓутоа, според ова, испаѓа дека ние сме на почетокот на страдањата. И кој ќе издржи до крај, а треба да се издржи многу, тој ќе биде спасен. Вели, мнозина ќе бидат соблазнати. Ќе се соблазнат, што вели 10 стих. Или, мислам дека беше овде грчкиот збор скандализо, така некако употребен, од каде што доаѓа нели оној скандал, наш израз. Или ќе бидат погодени, ќе бидат повредени, ќе бидат навредени, ќе бидат лути. Зарем не го гледаме тоа како знак на последното време? Може би не сме размислувале многу за ова.
Сите ќе бидат навредени, сите денеска се од нешто повредени. Сите се расправаат за нешто. Погледнете уште неколку стиха да прочитаме од второ послание до Тимотеј, исто познати стихови од 3 глава. Кај што Павле ни кажува зошто ќе станат деновите тешки. Второ послание до Тимотеј, последните, познатите стихови од 3 глава, од 1 до 5, а ова знае го последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, и вели, кои имаат на изглед на побожност, а се одрекли од незината сила, вели од таквите отстранувај се. Ќе изгледаат побожни, а ќе бидат и надуени, и непомирливи, и така натаму, и невоздржани, жестоки. Секој денеска на нешто се лути. Погледнете ги дебатите, погледнете што се случува во општеството, во нашето, во соседните општества. Сите барат некаква правда, знаете, она парола, нема правда, нема мир. Каква правда? Каков мир? Немери кобајаги, не знам, јас не навлегувам, ама сите вие проценете, кај нашиот северен сосед избувнаа немери, пак ќе кажам кобајаги, затоа што луѓето веќе име доста од полициски час. Се дигнаа против воведување на полициски час. На некој може му сметаат маските, на овој другиот па нешто. Значи, денеска тоа е актуелно. Секој нешто бара. Ако погледнете на овие социјалните мрежи, па тоа е, што да ви кажам, мислам. Од што се може да бидат повредени луѓето? И навредени. Значи, време на гнев и полека, цензура, време кога, знаете, почнуваат да се повлекуваат, да се забрануваат видеа по интернет, по YouTube, така натаму, дури и видео религиозна содржина, значи не зборам само политички коректно, време на политичка коректност, кога ја ги треба, ако некој каже вака, ти си политички некоректен, требало вака. Според оној другиот е поинаку. Хаос. Што вели мнозина вели ќе бидат соблазнати, ќе бидат налутени, ќе бидат навредени, ќе се сопнат, може и тоа да се искористи исто како израз овде. И сето тоа води кон еден субјективен морален стандард. За некого е ова вистина и правда, за некого е друго нешто. Немате веќе, се е релативно, нема веќе апсолутни вредности, се е тоа погазено и општеството оди во хаос. И не е ни чудно. И да, има легитимни нешта, за кои што можеме да бидеме и вознемирени, може би и лути, и така натаму, но сакам да кажам дека живееме во време кога на секого нешто, за нешто му е криво, секој за нешто се лути и така натаму. Видите што вели сестра Елен Вајд во Здравје и среќа книгата, што се однесува до нас, христијаните, како во такви услови и какви ние треба да бидеме. Како да се снајдеме, како да преживееме. Христијанството, вели, ќе направи од нас, треба да направи воспитан господин, вели овде, кавалер во заграда, или джентлмен, се мисли на во англискиот. Че христијанството нас треба да направи джентлмени од човекот. Христос бил учтив, дури и кон оние што го прогонувале. И неговите вистински следбеници ќе го покажат истиот дух. Евангелието не ја охрабрува формалната љубезност, внимавајте се што или. Евангелието не ја охрабрува формалната љубезност,
Кобајаги, нели, бонтон, ете, така треба. Актуелна во светот, што вели? Каква љубезност имаме актуелна во светот? Формална. Значи, ќе ги видиш, може би, на дебата, се караат, се расправаат, после заедно ќе ви испијат по едно кафе и така натаму. Формално. Туку учтивоста, значи Евангелието не ја охрабрува ваквата формална љубезност, туку учтивоста што потекнува од вистинската добрина на срцето. А тоа може само кај еден обртен христијанин кој што живее живот, како што треба да живее христијански живот. Видите што вели Матеј 10:16. Исус вели, ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Во време кога се повеќе има волци, а се помалку и помалку овци. Затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулаби. Мудри како змии, но и безопасни како гулаби. Или Римјаните 12:18. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Но, значи, колку што е можно, треба да избегуваме навреди. Не дај Боже да навредуваме. Или со Божја помош да се справуваме со тие кои што не навредуваат, соблазнуваат и така натаму. Но наша крајна цел не е тоа да се избегне навреда по секоја цена, затоа што тоа може да биде пречка за проповедање на Евангелието. Затоа што истиот Исус во 10 глава, во 16 стих видовме, значи што вели, дека не испраќа како овци меѓу волци и треба да бидеме мудри како змии и безопасни како гулаби, но во 34 стих, значи подолу вели, не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата, не дојдов да донесам мир, но меч. И потоа вели, зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и керката од незината мајка и снаата од незината свекрва. И непријатели на човекот ќе му бидат неговите домашни. Значи, колку што можеме, ние треба да бидеме миротворци, но практично е невозможно во овој свет некого да не повредиш, и сега кога зборуваме за тоа, не мислиме на нормално, ние како джентлмени, ако дозволиме да тоа Господ го направи од нас, не смее да се чуе никаков лош збор од наша уста, но неизбежно да овој меч некого прободе и повреди. Значи, треба да избегнуваме, но нашата крајна цел не е тоа, туку мора да го проповедаме Евангелието, како што видовме во какви услови. Значи, кога сите збесналеви, сите се лутат за нешто, сите нешто не име право. Па нели имаме пример? Каин, што? Беше навреден од Авел. Од што беше навреден? Нели вели писмото, Авел ништо не му направи на Каин, затоа што беа неговите дела добри, а на овој зли. Ама тоа за него беше навреда. Беше повреден целата таа ситуација. Езавела нели беше навреден од Илија? Јован Крстител, односно Ирод од Јован Крстител. Од неговите нежни зборови. Исус беше, односно фарисеите беа навредени од Исуса. И што се случи? Во сите овие ситуации прогон и убиство во првиот случај. Па и кај Јован Крстител, главата му летна. Че ние не можеме тоа целосно да го избегнеме, меѓутоа мораме да стоиме подалеку од навреди, од соблазни. Како христијани мора да бидеме миротворци и да го носиме Евангелието, радосната вест. Всушност, па како може да запаѓаме во такви ситуации ако носиме радосна вест? Вест со која што треба да ги израдуваме луѓето. Че треба да го проповедаме Евангелието со јаснотија, јасно, но и со љубов. Тоа е тоа што го правил Исус. И, пак ќе кажам, некој секако ќе биде навреден,
Но да не го повредиме ние со наш збор. Словото може ќе го повреди. Ќе го пресече длабоко во душата, во мислите, но не ние. Кое е решението? Во цела ова збрка што е веќе на повидок, но уште поголема ќе станува. Псалм 119. Ќе читам од 161 и 164 е клучниот стих на целата ова тема, но од 161 читам. Давид вели, кнезовите ме прогонуваа без причина. Давид имал искуство на претек, значи, за да зборуваме за вакви работи, затоа и во псалмите често пати провејуваат вакви зборови. Кнезовите ме прогонуваат без причина, значи 119 псалм 161 стих. Но моето срце трепери само пред Твоите зборови, Господи. Им се радувам на Твоите беседи, на Твојата вистина, на Твоите проповеди. Како оној што наоѓа многу користи, многу бенефит во тоа. Ја мразам лагата и се гнасам од неа, а го љубам Твојот закон. Те прославувам Тебе 7 пати дневно, значи 165 стих всушност е главниот. Те прославувам, вели, Тебе 7 пати дневно, заради Твоите праведни судови. Ти си тој кој што праведно суди. Оние кои го љубат Твојот закон, внимавајте, оние кои го љубат Твојот закон, уживаат голем мир и не се сопнуваат на ништо. Тоа е сличниот израз. Не се соблазнуваат од ништо, не се навредуваат од ништо. Оние кои што го љубат Твојот закон, уживаат голем мир. Како може законот да ни е од помош? На тоа алудира овој стих овде. Прво, законот се темели на несебична љубов. Тоа сите многу добро го знаеме. Во Матеј 22 глава, нели, кога доаѓа законикот и кога вели која е најголема заповед, Исус му кажува она што тешко име на некои протестанти да го сватат, дека тоа е истиот закон од Стариот Завет. Само во скратена и многу поубава форма кажам. Љуби го Бога и љуби го ближниот. Како самиот себе. Матеј 5 глава. И не само ближниот. Што вели Матеј 5 глава, 43 до 48. Сте чули дека било речено љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. Ама јас ви велам, љубете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева на злите и на добрите и дава дожд на првените и неправените. Добро. Да, и понатаму вели, зашто не го прочитаме ова, зашто ако ги љубите оние кои ве љубат, вас каква награда имате? Зари царниците не го прават тоа истото? И ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото и царниците? Така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Ако го љубите ближниот и ако го љубите непријателот, па зарем не е тешко, односно е невозможно да ве навреди? Или вие него да го навредите? Замислите си, Исус, денес ја спомнавме Самарјанката. Колку било тоа револуционерно во тоа време, колку било навредливо и за самите ученици кои дошле. Што прави овој со жена, па и со Самарјанка од озгора? А параболата за добриот самарјанин, што мислите како одекнало во ушите на евреите? Самарјанинот, па уште и он, главниот херој во приказната. Тоа е страшно навредливо за евреите. Но Исус тоа го кажал, затоа што сакал да извлечат голема поука. И затоа што токму тоа сакал да им го каже, дека треба да го сакаат и непријателот, и оној кон кој што имаат таков анимозитет и непријателство, како што имале тие кон самарјаните.
Второ, законот е морален темел за едно општество. Затоа општествата одат во тој правец, затоа што го нема законот, затоа што е отфрлен Бог. Морал, етика, од кај се учи тоа? Од Библијата. Може родителите те поучат дома, во црква да се научиш. Светот тешко дека ќе те научи на тоа нешто. Како што кажав претходно, нема веќе објективен морален стандард, секој си прави како што си сака, секој е во право. И тоа уште похаотично и похаотично ќе биде. Пак ќе кажам, нема правда, нема мир, си бараат некоја си своја правда. Што се случува кога една нација се оддалечува од Бога и од Божиот закон? Еве да читаме од големата борба. Што се случило во времето на Француската револуција? Светот оди во тој правец. Во почетокот на револуцијата со кралско одобрение народот во Народното собрание добил представништво кое бројно го надминувало свештенството и благородништвото. Така власта преминала во раците на народот, но тој не знаел да ја употреби мудро и умерено. Што ми има власт во своји раце, како што ние знаеме, често ја кажеме, мене да ми дадат власт на 5 минути. Јас вака, јас така. Ја ќе средам све во држава. Сакајќи што побрзо да ги исправи неправдите што ги претрпел, знаете какви неправди трпеле од католичката црква претходно? Какви злоупотреби, какво плячкање буквално? Сакајќи што побрзо да ги исправи неправдите што ги претрпел, народот веднаш решил да го измени општественото уредување. И сега вели, навредениот народ, чии што мисли биле полни со горчина и со спомени од старите неправди, решил да го урне неподносливиот поредок и да им се одмазди на оние што ги сметал за причина за своите страдања. Угнетувањето ја користеле поуката што ја научиле од тираните. Станале угнетувачи над оние што ги угнетувале дотогаш нив, им вратиле милост за драго. Таму кај што имало клади претходно, сега имало гилотини. Крв. По Париз, по сите градови француски. Деца, жени, тоа не се штедело ништо. Масакр, тиранија, терор, анархија, буквално. Зошто? Затоа што решиле да го тргнат Бога, ама затоа што Бог погрешно им бил представен претходно. И Бог, и закон, и морал, ништо. И сега читавме во пословици, не се подпира на судствениот разум, нели? Ама, тие решили да го тргнат Бога и да се подпрат на човечкиот разум. Разумот им станал Бог, односно онаа Божица на разумот, знаете. И терор и анархија. И како што стоеше во големата борба, мислам дека собранието решило тоа што го решило и отргнале законот Божи. Значи тој објективен морален стандард и после 3,5 години, откако виделе што се случило, го вратиле. Ако виделе што се случило. А видите како започнала Америка. Уште во така наречена пуританска Америка. На почетокот, самите нејзини зачетоци. Библијата била темел на нивната вера, извор на мудроста и устав на слободата. Нејзините начала трудолюбиво се проучувале во домот, во училиштето и во црквата, и нејзините плодови се покажале во благосостојбата, во образованието, во моралната чистота и во умереноста. Некој можел да живее со години во пуританска колонија, ова е интересно, со години некој можел да живее во пуританска колонија, а да не сретне ниту еден пијаница, да не слушне ниту една пцост и да не види ниту еден питач. Сето тоа како резултат на издигнување на Бога, на Божиот морал, на неговиот закон. И ова ме подсетува на островот Питкерн, и имаше една книга, во која што токму се расправа, зборува за тоа како, нели, после онаа побуна на бродот Баунти, знаете, филм имаше на времето, па се одвоила таа група и така стигнале до Питкерн и тука, нели, пронашле Библија во бродот, еден од нив, и почнала таа реформа кај нив, и знаете, на почетокот пиеле, лумпувале и така натаму, и се што имало и отвориле, нели, затвор таму, меѓутоа затворот
потоа зарегел буквално, портата му зарегела, затоа што откако ја открили Библијата, и тие морални вредности немало потреба веќе за затвор. Тоа е силата на Божјата реч, тоа е Божиот морал. Тоа вели бил доказ дека библиските начела се најсигурна гаранција за народната големина. Колку повеќе еден народ се држи до библиските начела, толку е поголем. Тоа е вистинската големина. Слабите и зафрлени колонии прераснале во сојуз на силни држави и светот со чудење гледал како во мир се развива црква без папа и држава без крал. Тоа било на почетокот Америка. За жал сега е нешто друго. Че на општеството му треба морал. Колку често пати се фаќам на оваа тема кога се обидувам да посведочам, затоа што насекаде сме обкружени со безредие, со неправди, со неморал и така натаму и така натаму. Вие имате доктор, медицинска сестра, не знам правник, не знам судија, и може да е врвен во својата област, може да е неверојатен, мислам, 300 дипломи има, да има и експерт, ама ако нема морал, ништо од тоа. Како ќе му кажат, така ќе пресуди. Како ќе му кажат, така ќе каже. И така натаму, и така натаму. Моралот, цврстината, тоа е основното што треба. Да се има, а се помалку и помалку го има. За грст долари, што викаат, се продаваат. И правници, и судии, и се. Морал му треба на општество. По трето, законот ни дава сигурност за праведен суд, како што велеше тамо Давид. Да се вратиме во 119 псалм. Тоа дава мир, тоа дава спокојство, затоа што Бог е тој кој што ќе суди, Бог е праведен судија. 164 стих вели, те прославувам тебе 7 пати дневно заради твоите праведни судови. Римјаните 12:19 е овој контекст да го прочитаме. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано, одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Нас допрва ќе не навредуваат. Допрва ќе се наоѓаме во ситуација во која што се наоѓал Исус. Но нашата цел е проповедање на Евангелието. И само тоа. Не треба да бидеме дефокусирани од народот и од незадоволството на народот, од ова, од она и од се нешто. Нема решение ни во политичари, ни во било какви народни водачи. Нема решение за проблемите на општеството и на луѓето. Решението е само кај Господа. И сите тие работи може да не дефокусираат од главната цел, од проповедање на Евангелието. И нормално треба да внимаваме ние да не повредиме некого, но тоа не смее да значи прекинување на нашето проповедање. И тоа е главната цел. Видите што вели во Матеј 24 глава, пак да се навратиме на оние стихови 13 и 14. А кој ќе издржи до крај ќе биде спасен. И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Во контекст на едни вакви настани, кога секој на секого му е луд, секој е неправдан, секој е навреден, ние мораме да го проповедаме Евангелието и да издржиме до крај со Божја помош. И овде гледате дека вели ке, идно време, но затоа во Откровение 14 глава читаме вака. И видов друг ангел, 6 стих, значи првата ангелска вест, 14:6, и видов друг ангел како лета посред небото и мајќи го вечното Евангелие. Значи не е веќе ке. Сега е сегашно време, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секој племе и јазик и народ, изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подайте му слава. И 12 стих завршува оваа ангелска вест со зборовите: тука е трпението на оние, на светите,
кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Кој ќе издржи до крај? Трпението. Со други зборови. Тука се оние кои што издржуваат до крај. Се трпеливи и имаат мир, затоа и можат да издржат. Од каде доаѓа мирот? Затоа што го држат законот. И не само што го држат, туку го љубат законот. И ништо не може да ги повреди, навреди, соблазни. И живеат со Христовата вера, живеат како Христа, која му била, што рекол Исус кога бил осуден? Кога висел на крстот. Прости им, Господе, не знаат што прават. Не враќал на навредите со навреди. Далеко тоа, каков пример би бил тоеш за нас. Тешки денови идат и навистина, ако не сме му предадени на Господа, ако го немаме во срцето, со тоа ќе го немаме ни законот, ќе нема да милуваме, да го љубиме законот, затоа што само љубовта може да биде вистинската мотивација да се одржи законот и со Божја помош и може да се одржи, тогаш тешко ќе можеме да издржиме, да претрпиме се. Секаква навреда, затоа што, знаете, иде време и тоа веќе се гледа кога самиот ваш морал, самото ваше држење ќе им пречи на другите, ќе биде навреда за другите. Како во Христовиот случај. Јас ќе завршам со 1 Петрова 2 глава, ова ќе биде место псалм. Значи, ќе ми дозволите место псалм, да вака ја завршам проповедта со целата оваа глава, каде што го имаме како пример Исус и неговото држење. И поука за нас. 1 Петрова 2 глава. И така положите ги настрана секоја злоба и секаква измама и лицемерство и завист и секаква клевета. Како новородени деца, копнејте по чисто духовно млеко на Словото, за да пораснете преку него за спасение. Ако сте вкусиле дека Господ е добар, пристапете при него, живиот камен, кого навистина луѓето го отфрлија, но кој е од Бога избран и скапоцен, да дозволите од самите вас како живи камења да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да пренесувате духовни жртви кои му се пријатни на Бога преку Исуса Христа. Зашто пишува во писмото, еве, поставувам во Сион наголен камен, одбран и скапоцен, и кој верува во него нема да се посрами. Така за вас кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, камен, кога го отфрлиле зидарите. Но кој стана аголен камен, и камен за сопнување, и стена на соблазнување. Луѓето ќе бидат навредени, повредени. На која се сопнуваат оние кои што се непокорни на Словото, зашто си определени. А вие сте избран народ, царско свештенство, свет народ, народ придобиен за да го ги прогласи славните дела на оној кој ве повика од темнината во својата чудесна светлина. Вие кои некојаш не бевте народ, сега сте Божи народ. Вие кои некојаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Возлюбени ве молам, како тугинци и придоденци, да се воздржувате од телесни желби, зашто тие војуваат против душата. Однесувајте се добро меѓу народите. Однесувајте се добро меѓу народите. Така што токму во она, зашто ве клеветат како злосторници, врз основа на вашите добри дела, која ќе ги видат да го прослават Бога во денот на посетата. И сега овој дел е посебно убав и во контекст на што го зборуваме. Заради Господа покорувајте се на секоја човечка власт, било на цар како врховник, било на управители како негови пратеници, за да ги казнуваат злосторниците, а да ги пофалуваат оние кои прават добро. Зашто ова е Божја волја, правејќи добро, да го замолкнете незнаењето на неразумните луѓе, како слободни и не како оние кои ја употребуваат слободата, како покрив на злобата, туку како Божји слуги. Значи, како вистински слободни, а не слободата да ја користите како покрив на злобата, како што денеска е случај на секаде во светот. Почитувајте ги сите, љубете го братството, бојте се од Бога, почитувајте го царот.
Слуги, покорувајте им се на своите господари со целосен страв, но не само на добрите и кротките, туку и на суровите. Зашто тоа е благодат кога некој страда неправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Благодат е кога ќе поднесувате маки и навреди заради Бога. И сега вели во 20 стих, имено каква е пофалбата ако трпите кога ве казнуваат за вашите престапи? Нема пофалба. Но ако страдате и трпите кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Зашто за тоа сте повикани. Зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Истото тоа што очитавме во Псалмот. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. Зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Ако сме кај чуварот на нашите души, кај пастирот, да останеме крај него и да учиме покрај неговите нозе. Без оглед на тоа што доаѓа на овој свет, наша цел е да го прославиме Господа и да го проповедаме Евангелието, да тоа дојде душите до што е можно повеќе луѓе. И денеска имавме прекрасна поука и верувам цело тромесечие. Испуштивме некако, немав прилика некако да го кажам тоа, но еве сега ќе искористам прилика. Иако сето тоа ние го знаеме, без оглед што не беше кажано, но се подразбира, најголемото сведоштво е нашиот живот за останатите. Што мислите зошто токав успех постигнале и Самарјанката, дали денеска беше спомнато тоа, но од претходната поука и оние бесните гадаренци. Зошто? А толку многу била видлива промената во нивниот живот. Нема требало човек да мижи да не го види тоа. И кај едната, и кај овие другите двајца. И пазете, интересно е тоа што и двете групи, значи и двајцата гадаринци и Самарјанката биле изритани од општеството таму на крајот, на маргините. Ова се криела усред пладне, требало да оди да полни вода, од срам, од така натаму и така натаму. Овие двајцата исто на страна живееле во гробишта, никој не поминувал таму, никој не ги гледал. Се плашили луѓето од нив. Но Исус допрел до нив и тие станале неверојатни инструменти за сведоштво. Нивните животи сведочеле, светлеле. Нека Господ тоа го направи и преку нашите животи. А неверојатно сведоштво е денеска се спомна кој ќе излезете утре пред судиите, пред царевите, ако ви изнесат. Самото ваше држење на джентлмени, самото ваше држење како Исуса, ќе биде големо сведоштво. Не мора да изустите ни еден збор. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин. Божи Господе наш, Ти благодариме за сите Твои добрини, Ти благодариме за Твојата милост, Ти благодариме за љубовта со која што не возлюби. Ти благодариме, Господи, за овие поуки што ни ги даваш. И секојаш кога ќе отвориме Твоето Слово, извираат од страниците на ова света книга, Библијата. И ако сакаме да бидеме вистински Твои следбеници, треба да дозволиме да тој меч навлезе длабоко во нас, да ги раздвои мислите, да ги истера негативните чувства и негативните мисли и да целосно предавајки Ти се, дозволувајќи да пребива Духот Свети во нас, да го имаме оној совршен мир, без оглед на се околу нас, држејќи го Твојот закон. Ке имаме мир и од ништо нема да бидеме соблазнати, ништо нема да не навреди, од ништо нема да се сопнеме. Тоа Ти го сакаш, тоа е Твоја цел, но тоа е и наша желба и молитва, Господи. Води не во ова нова седмица во која што навлегуваме, многу неизвестни времења во кои што живееме, да се држиме
цврсто и тесно до Тебе и само така ќе можеме да успееме. Те молиме уште еднаш во оваа прилика повторно за сите кои што страдаат, посебно од оваа болест, за нашите браќа, наши сестри сигурно има по светот, и за сите оние на кои што им е потребна Твојата посебна грижа, подкрепа, охрабрување, допирот на Твојата исцелителска рака. Ти благодариме, Господи, за сите Твои добрини уште еднаш. Ти се предаваме во Твои раце, води ни во оваа нова седмица, онака како што Ти најдобро знаеш. За се Ти благодариме во Христово име. Амин.